Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 7. Капата бирачка. Вратата веднаш се отвори. Се појави висока црнокоса волшебничка во смарагдно-зелена одора. Имаше строг израз на лицето и Хари веднаш помисли дека не би сакал да ја налути. Прва година, професорке Мегонагал, рече Хагрид. Благодарам, Хагрид. Јас ќе ги преземам одовде. Широм ја отвори вратата и влегоа во претсобје толку големо, што лесно можеше да ја собере целата куќа на Дарслиеви. Камените ѕидови беа осветлени од запалени факли како во Гринготс, а таванот толку висок што не можеше ни да се види. Величенствени мермерни скали водеа кон горните катови. Чекореа по камениот под следејќа професорката. Одесно се слушаше џагор на стотици гласови, останатите ученици веројатно веќе беа таму. Но професорката ги внесе првачињата во една мала просторија каде одвај се собраа, стоејќи стиснати еден до друг. Сите имаа страшна трема. Добре дојдовте во Хогвартс, рече професорката. Банкетот ќе почне наскоро, но пред да седнете во своите места во големата сала, ќе бидете распределени по домови. Распределувањето е многу важна церемонија, затоа што додека сте овде, домот ќе ви биде вашето семејство во Хогвартс. Ќе имате часови со учениците од истиот дом, ќе спиете во заедничка спална и слободното време ќе го минувате во заедничката соба на вашиот дом. 4 дома се викаат Грифиндор, Хафлпаф, Ревенкло и Слидерин. Секој од нив има своја благородна историја и од секој се излезени извонредни волшебници и волшебнички. Додека сте во Хогвартс, секој од вашите подвизи ќе носи бодови за вашиот дом, а секој прекршено правило, вашиот дом ќе губи бодови. На крајот од учебната година победникот ќе добие голема чест – пекар за домот. Се надевам дека секој од вас ќе работи за доброто на својот дом. Церемонијата ќе се одвива пред целото училиште и ќе започне по неколку минути. Не е лошо малку да се средите додека чекате. Очите на професорката се задржаа на наметката на Невил, закопчена под левото уво и на црната дамка на носот од Рон. Хари со растреперени прсти се обиде да си ја измазни косата. Ке се вратам по вас кога се ќе биде подготвено. Ве молам, не кревајте врева. Професорката излезе. Хари се обиде да ја голтне кнедлата што му стоеше в грло. А како ќе не распределуваат по домови? Го праша Рон. Мислам дека ќе не тестираат. Фред ми рече дека многу боли, ама мислам не беше сериозен. Срцето на Хари му подскокна. Тест пред целото училиште. А тој не знае ниту една магија. Што ли ќе треба да направи? Не очекуваше вакво нешто веднаш по пристигнувањето. Загрижено ги погледна другите и вида дека и тие се преплашени. Никој не зборуваше, освен Хермиона, која брзо си ги повторуваше сите магии што ги имаше научено и се прашуваше која од нив ќе ја затреба. Хари се обидуваше да не ја слуша. Никогаш не бил толку исплашен. Никогаш. Дури ни тогаш кога требаше да го однесе дома свидетелството во кое пишуваше дека на необјаснив начин ја обоил периката на наставничката во сино. Очите му беа приковани за вратата. Професорката требаше да се врати во секој момент и да го поведе кон судбината. Одненадеж се случи нешто што го натера да подскокне цела педа, а неколку деца зад него гласно вреснаа. Мајчичке! Сите стаписано гледаа како од зидот зад нив се појавува колона од 20 духови. Бисерно бели и полупрозирни се лизгаа низ воздухот, не погледнувајќи ги кутрите првачиња. Се чинеше дека се расправаат за нешто. Еден кус дебел калугер велеше: Да му простиме и да заборавиме. Треба да му дадеме втора шанса. Драги брате, му ги дадовме сите шанси што постојат. Ни го валка името, а всушност не е ни вистински дух. Еј, што барате вие тука? Духот со бела набрана јака и хеланки веднаш ги забележа децата. Никој не одговори. Нови ученици, рече дебелиот калугер со насмевка. Чекате да ве распоредат? Неколку деца се осмелија да кимнат со главите. Ке се видиме во Хафлпаф. Тоа беше мојот дом, знаете? Тргнете се од тука, им нареди строгиот глас на професорката. Се е подготвено за церемонијата. Еден по еден духовите исчезнаа низ противниот зид. Наредете се во колона по еден и следете ме.
Со нозе тешки како олово, Хари застана во колоната зад едно русокосо дете, Рон се нареди зад него и тргнаа назад низ предсобието. Низ двојната врата влегоа во големата сала. Хари никогаш не можеше да замисли вакво необично и величинствено место. Салата беше осветлена од илјадници свеќи што лебдеа во воздухот на 4 долги маси околу кои седеа останатите ученици. Масите беа поставени со блескави златни чинии и пекари. На чело на салата се наоѓаше уште една долга маса на која седеа професорите. Професорката ги поведе првачињата натаму и најпосле застанаа во редица, свртени со лицето кон другите ученици, а со грбот кон професорите. Под треперливиот пламен на свеќите, лицата на неколкуте стотини ученици што гледаа во нив личеа на бледи фенери. Овде-онде меѓу учениците светкаше по некој дух со млечно-сребрена боја. Обидувајќи се да не зјапа во нив, Хари погледна нагоре. Црниот кадифен таван беше нанижен со ѕвезди. Хермиона прошепоте: "Магепса не секогаш да изгледа како небото надвор. Прочита во историјата на Хогвартс." Беше тешко да се поверува дека тука воопшто има таван и дека големата сала не е едноставно прекриена со вечерно небо. Вниманието на Хари се врати на церемонијата кога професорката постави едно 4-ножно столче пред нив. На столчето намести една шилеста волшебничка капа. Капата беше искрпена, излижана и многу извалкана. Тетка Петунија веднаш би ја изфрлила од дома. Можеби ќе треба да извлечеме зајак од неа, помисли Хари престрашено. Или нешто слично. Забележа дека сите во салата гледаат во капата, па и тој го закова погледот на неа. Неколку моменти владееше потполна тишина. Потоа капата се помрдна. На долниот крај се отвори засек, не баре уста и капата почна да пее. Ако мислиш згодна не сум. Слушај пред да судиш. Нигде нема поумна капа, немој да ме кудиш. Нек се скријат сите. Цилиндер и капа скијачка. Сите можам да ги збришам. Јас сум капа бирачка. Немате ништо во главите, што капата не го виде. Ставете ме и ќе ви кажам, каде секој треба да биде. Може сте за Грифиндор? Луѓето со срца смели. Храброста и витештвото нив од другите ги дели. Може сте за Хафлпаф, кој што често се дели. Стрпливи и верни, вредни како пчели. Во добриот стар Рейвенкло се сите што им нема мана. Мудроста и знаењето главна им се храна. А може би во Слидерин ќе најдеш итри како себе. Тие мислат и лошото е добро, ако добијат што им требе. Ставете ме, не плашете се. Во сигурна сте рака. Нема никому да сгрешам, јас сум умна капа. Целата сала почна да плеска кога капата ја заврши песната. Таа им се поклони на сите 4 маси и се смири. Значи ќе треба само да ја ставиме капата на глава, шепна Рон. А Фред ми велеше дека ќе треба да се бориме со злите тролови. Ќе го убијам. Хари успеа бледо да се насмевне. Секако капата беше подобра од изведување магии, но посакуваше да ја стави на глава без сите да зјапаат во него. Му се чинеше дека капата бара многу. Тој не се чувствуваше ниту храбар, ниту паметен во овој момент. За него најдобро ќе беше да постоеше дом за оние на кои во моментот им се лошеше од страв. Професорката Мегонагал истапи пред нив со долг свиток хартија во рацете. Кога ќе го прочитам вашето име, ставете ја капата на глава и седнете на столот, рече. Абот Хана. Девојче со румени образи и руси плетенки збунето излезе од редот. Ја стави капата на глава и седна на столот. Капата ѝ се лизна преку очите. По еден момент се чу. Хафлпаф! Масата од десно почна да вика и да плеска и Ана отиде да седне со нив. Духот на дебелиот калугер радосно и мавна. Сузан Боунс. Хафлпаф! Викна капата повторно и Сузан побрза да седне до Ана. Бут Тери. Рейвенкло! Овој пат почна да плеска втората маса од лево. Неколку ученици станаа да се поздрават со Тери кога им се приклучи. Прокхрст Манди исто така се приклучи на Рейвенкло. Браун Лавандер беше првата што се приклучи на Грифиндор,
па последната маса лево експлодира во радосен вик, а Фред и Џорџ гласно свирнаа. Потоа, Булстрод Милисент стана член на Слидерин, може би беше само плод на неговата фантазија, но после се што имаше чуено за нив, на Хари воопшто не му се допаднаа членовите на овој дом. Сега веќе на вистина му се лошеше. Се сети на начинот на кој се бираа тимови на часовите по физичко во основно училиште. Него секогаш го бираа последен. Не затоа што не беше добар, туку затоа што сите се плашеа Дадли да не помисли дека сакаат да се дружат со Хари. Фин, Флечли, Џастин. Хафелпаф! Хари забележа дека капата понекогаш веднаш го извикува името на домот, но понекогаш и треба повеќе време. Шејмес Финеген. Русокосото момче што стоеше во редот до Хари, седеше на столот речиси цела минута пред да го распределат. Грейнџер Хермиона. Хермиона се стрча кон столот и нестрпливо ја натна капата. Грифиндор, извикна капата, а Рон офна од мака. Една ужасна мисла се прикраде во главата на Хари, како што секогаш се случува кога сме уплашени. А што ако воопшто не го изберат? Што ако остане да седи со капата на глава со саати, се дури професорката Мегонагал не му ја тргне од главата и не рече дека очигледно се работи за грешка и дека ќе треба да се врати во возот? Кога го прозваа Невил Лонгботом, тој толку се сплетка што се спружи на подот колку што е долг. Капата долго разговараше што да прави со него. Кога најпосле викна Грифиндор, тој избега со се капата на глава, па мораше да се врати сред бура од смеа за да му ја даде на Мекдугал морак. Малфој, Драко. Надуено истапи од редот кога го прозваа и желбата веднаш му се оствари. Само што ја допре неговата глава, капата извика Слидерин. Многу задоволен од себе си, Драко им се придружи на Креб и Гойл. Не останаа уште многу деца. Мун, Нот, Паркинсон, па две девојчиња близначки, Патил, Перкис и по нив најпосле. Потер, Хари. Кога Хари истапи од редот, низ целата сала со брзина на оган се разнесе шепот. Рече Потер. Оној, Хари Потер. Последно нешто што го виде пред капата да му падне на очи, беа истегнатите вратови на сите луѓе во салата. Потоа настана мрак. Чекаше. Рече едно гласче во неговото уво. Тешко. Многу тешко. Гледам многу храброст. А и добар ум. Има и дарба. О, Боже, да. И желба за докажување. Баш интересно. Каде да те става? Хари го зграбчи столот со двете раце и помисли. Не во Слидерин. Не во Слидерин. Не во Слидерин, а? Праша гласчето. Сигурен си? Можеш да бидеш велик, знаеш. Имаш се што ти е потребно. А слидеринците можат многу да ти помогнат. Не се сомневам во тоа. Не? Епа, ако си сигурен. Грифиндор! Последните зборови капата ги извика гласно за да чујат сите. Хари ја симна капата и несигурно тргна кон масата на Грифиндор. Толку молесно што капата не одби да го распореди и што не се падна во Слидерин, што не забележа дека доби најгласен прием од сите пред него. Редарот Перси стана и цврсто му ја стегна раката, а близнаците викаа: Ние го добивме Потер! Ние го добивме Потер! Хари седна наспроти духот со набрана јака. Духот го потапка по раката и Хари почувствува ужасен студ, не баре ја брцнал раката во кофа со ледена вода. Сега можеше убаво да ја види масата на која седеа професорите. На едниот крај седеше Хагрид, кој го фати неговиот поглед и со кренат палец му покажа дека се е во најдобар ред. Хари му се насмеа. А во средината на масата, на голем златен стол, седеше Албус Дамблдор. Хари го препозна од сликичката што му се падна во чоколадната жаба. Белата коса му блескаше со истиот сребрен сјај што го имаат духовите. Го забележа и нервозниот млад човек што го сретна во дупнатиот котел. Сега носеше голем пурпурен турбан и изгледаше многу чудно. Останаа уште 3 деца за распределување. Турлин Лиза стана Ревенкло, а по неа редот му дојде на Визли Рон, кој веќе беше позеленет во лицето од страв.
Хари ги стисна палците под масата и по една секунда капата викна: Грифиндор! Хари плескаше со сета сила кога Рон се струполи во столот до него. Браво, Рон, одлично! Му честиташе Перси, си одважен, а во истиот момент за Бини Блейз стана Слидерин. Професорката го завитка свиток од хартија и ја тргна бирачката капа. Хари погледна во својата златна чинија. Дури сега свати колку е гладен. Му се чинеше дека питите со тиква ги изеде пред 1 век. Албус Дамблдор се исправи. Лицето му зрачеше со ветра насмевка. Ги рашири раците како да сакаше да ги гушне сите, чиниш тоа беше најстрекниот момент во неговиот живот. Добре дојдовте, им рече. Добре дојдовте на почетокот од новата учебна година во Хогвартс. Пред да почнеме со вечерата би сакал да кажам само неколку збора. И тоа. Тинтири-минтири, трн-дрн-јариња, се и се што. Ви благодарам. И си седна на столот. Сите почнаа да плескаат и да викаат. Хари не знаеше дали да се смее или не. Да не е малку откачен, го праша Перси несигурно. Откачен? Праша Перси со воодушевување. Тој е гени, најдобриот волшебник на светот. Ама да, може да се каже дека е малку откачен. Компири, Хари? Хари зина. На чиниите пред нив се појавија купишта храна. Никогаш немаше видено толку храна на една маса. Печења, кременадли, пифтеци, колбаси, сланини, варени компири, печени компири, пржени компири, грашок, моркови, сосови и поради некоја причина бомбони од нане. Не може да се рече дека Дарслиеви го изгладнуваа Хари, но кај нив никогаш не можеше да се најде колку што му душа сакаше. Дадли секогаш го грабаше она што Хари посакуваше да го добие, по цена дури и да му се слоши. Затоа сега ја наполни чинијата со се и се што. Не зеде единствено од бомбоните. Се беше многу вкусно. Изгледа многу вкусно, рече духот натажено додека Хари го сечеше бифтекот. Ти не јадеш? Немам ништо каснато скоро 400 години, одговори духот. Се разбира дека не ми треба, но понекогаш ми недостасува. Не се представив. Сер Николас де Мамси Порпингтон на ваша служба. Домашен дух на куќата од Грифиндор. Знам кој си, извика Рон неочекувано. Браќата ми кажуваа за тебе. Речи си безглавиот Ник. Предпочитам да ме викаат сер Николас, почна духот важно. Но русокосиот Шејмас се меша. Речи си безглав? Како може да биде некој речи си безглав? Сер Николас нагло се расположи. Муаветот не му одеше онака како што планираше. Еве вака, рече налутено. Го зграбчи своето лево уво и го повлече. Главата му се одлепи од вратот и му падна на рамото, не баре беше прицврстена со шарки. Беше очигледно дека некој се обидел да му ја одсече главата, ама не ја завршил работата како што треба. Задоволен од џашените погледи на децата, речи си безглавениот Ник си ја врати главата на вратот, се накашла и продолжи. Значи, нови ученици во Грифиндор. Се надевам дека ќе помогнете да го добиеме пехарот оваа година. Грифиндор никогаш не бил олку долго без победа. Слидеринците го држат пехарот 6 години поред. Крвавиот барон станува неподнослив. Тоа е нивниот дух. Хари погледна кон масата на Слидерин и го виде ужасниот дух што седеше таму. Празни очи, испиено лице и облека накапана со сребрена крв. Седеше веднаш до Драко и Хари се насмеа кога виде дека Драко не е баш многу среќен заради тоа. А од што му е крвта на облеката? Праша Шејмас со голем интерес. Не е учтиво да се прашува, одговори Ник. Кога сите се најадоа, остатоците од храната исчезнаа од чиниите и тие повторно блеснаа. Потоа се појавија десертите. Сладолед во сите вкусови што може да се замислат. Пити со јаболка, торти, чоколадни еклери, крофни со мармалад, сутлијаш, овошно желе, јагоди со шлаг. Додека Хари се сладеше со парче торта, разговорот премина на семејствата на децата. Јас сум пола на пола, рече Шејмас. Татко ми е од нормалците. Мајка ми му кажала дека е волшебничка дури после свадбата. Кутриот за малку ќе го стрефа в срце удар. Сите се насмеа. А ти, Невил? Праша Рон. Мене ме израсна баба ми,
А таа е волшебничка, рече Нево. Ама сета фамилија мислеше дека не ме бива за волшебник. Прастриком и алги упорно се обидуваше да ме натара да направам некаква магија. Еднаш ме турна од пристаништето во Блекпул. Скоро се удавив, ама не направив ништо волшебно. Еден ден, кога имав 8 години, прастрико ми дојде на чај и ме држеше за нога низ прозорецот на горниот спрат. Ама во истиот момент прастрина ми го послужи со целувки и тој ме испушти. За среќа, штом паднав, почнав да одскокнувам низ градината и по улицата. Сите беа многу задоволни, а баба ми дури се расплака од среќа. Требаше да им ги видите лицата кога ме примија овде. Се плашеа дека не сум доволно волшебен за да учам во Хогвартс. Прастрико ме беше толку горд што ми купи и жаба. На другата страна од Хари, Перси и Хермиона разговараа за часовите. Навистина се надевам дека ќе почнеме веднаш, има толку многу работи што сакам да ги научам. Знаеш, посебно ме интересира преобразување, се разбира, вела дека е многу тешко. Ќе почнете со мали работи, ќе претворате шкорчиња во игли и слично. Хари, на кого му стануваше топло и му се приспиваше, погледна кон масата на професорите. Хагрид жедно пиеше од својот пекар. Професорката Мегонагал разговараше со професорот Дамблдор. Професорот Квирел под својот грозен турбан зборуваше со еден професор со мрсна црна коса, орлов нос и жолто лице. Се случи одненадеж. Професорот со орлов нос го погледна Хари право во очи и остра врела болка го пронижа низ лузната на челото. Ау! Извика Хари и си ја стави раката на чело. Што ти е? Праша Перси. Ништо. Болката помина неочекувано како што дојде. Многу потешко беше да се ослободи од чувството што го доби од погледот на професорот, дека Хари воопшто не му се допаѓа. Кој е професорот што разговара со Квирел? Хари го праша Перси. Ти веќе го знаеш, Квирел. Не е ни чудо што изгледа толку уплашен. Разговара со професорот Снейп. Тој предава волшебни напивки. Ама сите знаат дека всушност го сака предметот на Квирел. Знае многу за црната магија. Хари уште некое време гледаше во Снейп, ама тој веќе не го погледна. Најпосле исчезнаа и десертите и професорот Дамблдор повторно стана. Сите замолчеа. Само уште неколку збора сега кога сме сите најадени и напиени. Имам да ви кажам неколку работи што треба добро да ги запаметите. Учениците од прва година треба да знаат дека влегувањето во шумата на училишниот имот е забрането за сите. Некои од постарите ученици треба да се потсетат на ова исто така. Сјајните очи на Дамблдор засветкаа во правец на близнаците. Господинот Филч, домарот, ме замоли да ве потсетам дека магиите се забранети меѓу часовите по ходниците. Тестирањето за квидич ќе се одржи во втората седмица од полугодието. Сите што се интересираат да играат за своите домови, нека се јават кај професорката Хуч. И на крајот, морам да ве известам дека оваа година десното крило на третиот спрат е забрането за сите оние што не сакаат да умрат во бавна и мачна смрт. Хари се насмеа, но овој пат не му се придружија многумина. Не зборува сериозно, нели? Му шепна на Перси. Мислам дека е сериозен, одговори Перси со стемнето лице. Чудно. Обично ни ја кажуваат причината зашто нешто не е дозволено. Шумата е полна со опасни животни, а тоа сите го знаат. Требаше да ни каже барем нам, на редарите. А сега, пред да одиме на спиење, да ја испееме училишната песна, извика Дамблдор. Хари забележа дека насмевките на лицата на останатите професори се здрвија. Дамблдор замавна со стапчето, не баре сакаше да избрка некоја мува од врвот и долга златна лента се крена над масите и ги обликува зборовите на песната. Секој нека си ја одбере омилената мелодија, рече Дамблдор. И почнуваме. Целото училиште почна да одекнува. Хогвартс, хоги воги наш, научи не нешто ако сакаш. Едни сме келави и со бради, други со одрани колена и млади. Но главите ни се полни етер, црпки се празни полни ветер. Изфрли го магливото нешто, наполни ги со знаење вешто. Наполни ги со знаење вредно, врати ни го заборавеното воедно. Ке ти бидеме благодарни вечно, ке учиме секогаш енергично.
Секој си ја заврши песната во различно време. Последни останаа близнаците кои пееа на мелодијата на еден многу бавен погребен марш. Дамблдор им диригираше со стапчето додека ги пееа последните стихови, а кога завршија им аплаудираше воодушевено. Музика, воздивна и си ги избриша очите. Магија поголема од сите други. А сега, в кревет. Напред, марш! Првачињата од Грифиндор тргнаа по Перси низ џагорот на толпата ученици. Излегоа од големата сала и почнаа да се качуваат по мермерните скали. Нозете на Хари повторно му беа тешки како олово, ама овој пат затоа што беше преуморен и пренајаден. Толку му се спиеше што не можеше да се чуди веќе на ништо. Ни на портретите низ ходниците кои си дошепнуваа и покажуваа на нив додека поминуваа, ни на тоа што Перси 2 пати ги поведе низ врати скриени зад зидови што се поместуваа и зад обесени таписерии. Се искачуваа пуштедни скали прозевајки се и влечејќи ги отежнатите нозе, и Хари токму се прашуваше уште колку имаат да одат кога одненадеж застанаа. Еден сноп бастуни лебдеа во воздухот пред нив и кога Перси зачекори кон нив, почнаа да го гаѓаат. Пивс! Им шепна Перси на првачињата и потоа гласно викна. Пивс! Покажи се да те видиме! Како одговор добија гласен, непристоен звук на воздух што излегува од балон. Ке те кажам на крвавиот барон! Се слушна поп и се појави човече со намуртени црни очи и голема уста, седнат крст нозе во воздухот. Во раката ги држеше бастуните. Малечките првачиња, многу згодно! Извика со злобен кикот и почна да пикира над нив. Сите преплашено се наведнаа. Бегај, Пивс, или ќе го викнам баронот, и тоа веднаш, му свика Перси. Пивс му го исплази јазикот, ги спушти бастуните врз главата на Невил и исчезна. Но уште можеа да го чујат звекањето на штитовите крај кои пролетуваше. Чувајте се од него, ги предупреди Перси пред да продолжат понатаму. Само крвавиот барон може да го дотера до памет. Нема почитни кон нас, редарите. Еве стигнавме. Сосема на крајот од ходникот висеше портрет на една елегантно пополнета дама во розев свилен фустан. Лозинка? Праша дамата. Капот драконис, рече Перси и портретот се навали нанапред и откри еден тркалезен отвор во зидот. Сите се изјазија по него. Само Невил требаше малку да го поткренат и се најдоа во заедничката соба на Грифиндор. Удобна тркалезна одеја полна со меки фотели. Перси ги однесе девојчињата во женската спална соба, а момчињата во машката. Очигледно беа во една од кулите, зашто креветите си ги најдоа дури на врвот на спиралните скали. 4 големи кревети заградени со балдахини во вишнева боја. Тука си ги најдоа и своите сандаци. Премногу уморни за муабети, се вовреа во пижамите и се напокрија во креветите. Јадењето беше супер, промрморе Ром низ завесите. Скаберс, не ми ги џвакај чаршафите. Хари сакаше да го праша дали ја пробал тортата, ама потона во сон пред да успее во тоа. Веројатно имаше претерано со јадењето, зашто сони многу чуден сон. Се сони со турбанот од квирел на својата глава. Турбанот постојано му зборуваше и го убедуваше дека веднаш треба да се префрли кај Слидерин, затоа што тоа е неговата судбина. Хари му зборуваше дека не сака да биде Слидерин, но турбанот стануваше се потежок и потежок. Кога се обиде да го извади, го стисна толку цврсто околу главата што го заболе. Потоа се појави Драко и му се смееше додека тој се бореше со турбанот. Наеднаш Драко се претвори во професорот Снейп и неговиот кикот стана пискав и студен. Блесна зелена светлина и Хари се разбуди искапен во пот и растреперен. Се сврте на другата страна и веднаш повторно заспа. А кога се разбуди следното утро, веќе не се сеќаваше на сонот.